Рецепт на денот следува и Љупче Петраче веќе ни е пристигнат, состојките ни се тука подготвени, само уште да видиме кој е описот на денешниот рецепт, од што е составен и што е тоа што Љупче ќе ни го подготви. Љупче, те очекувавме да ни дојдеш, еве повторно по неколку гостувања во Трицката антилма се распрашуваат гледачите за тебе, за она кое што ни го подготвуваш тука. Последно имавме сокот од шипки, кој што изгледаше и супер имуно сиропот на некој начин, да. Супер имено сироп, да, ни кажа и тогаш ја како сок си го... Па на некој начин и сок. Да, но не може да се конзумира така како сок. Да, има повеќе состојки, затоа е сируп и не може да се користи во големи количини, затоа е исто уште една дефиниција за сируп. Сируп е она што се зема во мали количини, од 5 до 10 мл. Така е. Добро ни дојде уште еднаш и добро утро или добар ден. Благодарам уште еднаш за поканата. Се надевам и денеска дека ќе направиме нешто вкусно и здраво за нашите гледачи. Денеска ќе правиме бомбици од хелда или елда, некои ја нарекуваат, но попозната е како хелда. Се работи за една житарка која всушност и не е житарка, нема некоја дефиниција за таа спаѓа во родот кај што е амарантот, кај што е киноата. Меѓутоа на некој начин е житарка или има еден начин ја нарекуваат псевдо житарка. Меѓутоа она што е битно за хелдата да се каже дека таа изобилува со многу протеини, има многу протеини, многу минерали, железо, цинк, молибден, бакари, останати други минерали во трагови. И интересно е што самата билка има многу придобивки од нејзе, например од листовите може да се направи одличен лек за сите што имаат диабет. Од цветовите се едни од омилените на пчелите, се многу медоносни, така да од медот што е добиен од поленот од цветовите од хелда има изразита темна боја, интересен вкус и исто така е многу богат со одредени минерали, така да една многу благородна билка, една многу благородно растение кое што ни дава, не снабдува со многу хранливи материи. Исто така интересно е да се каже дека не содржи воопшто глутен. Значи сите оние кои што имаат проблем со глутенот можат слободно да ја конзумираат. Таа исто така добро е што може да се користи во солена и во сладка варијанта. Брашното од хелда е многу слично на пченицата, со кое што може домакинките да си сукаат кори, пити, лепче и слично, така да за разлика од просото кое што е многу остро, например и киноата од кое што не може да се состави да се направи лепче, само од нив хелдата е тука така да може да се направи многу нешто од незе. Она што јас најмногу ја сакам она што најмногу го сакам, кое што е најздраво е киснета хелда, преку ноќ се остава да кисне како ова што е тука. И потоа од незе се прават бомбици, сирови бомбици, значи све што користиме денеска е сирово, се е органско. Имаме хелда, имаме органска сушена јаболка, македонски лешник, органска кајсија наша и македонски бадем. Јас секогаш и во растанатите рецепти напоменувам дека секогаш е најдобро да се користат производи кои што се од поднебјето каде што живееме. Тоа не значи дека не треба да јадеме авокадо и манго, меѓутоа првенствено треба да се користат овие производи. Например, африканците се воодушевени од нашата кајсија, таа за нив е нешто фантастично. Така да кајсијата овие години многу малку ја имаше, меѓутоа е исто така многу битна за подобрување на железото во крвта, богата е исто со многу минерали и така да ќе направиме едни бомбици кои што се комплетно здрави, една енергетска бомба, освен тоа што има минерали и витамини, имаме и протеини од хелјата. Имаме и урми, тука ги споменавме. Имаме и урми, да, не користиме шекер, како за сладувач користиме урми, свежи урми, значи не сушени, само треба да извадиме семката. Најпрво ќе започнеме со блендирање на бадемот. Добро. Хилјата ние рековме одстоена, така? Да, хилјата се кисне, најмалку треба да откисне од 6 до 8 часа, меѓутоа може и повеќе преку ноќ. Со тоа што на тој начин ги ослободува и ензимите, она зашто како што реков во едно од моите гостувања дека ензимите се многу битни во нашиот организам, а нив ги има само во
се што е сирово, меѓутоа многу малку се зборуваат причина што тие не може да се синтетизираат како витамините, па затоа и не се предмет на реклама. Да. Меѓутоа се многу битни, тие се изворот на животот. Така да овде остануваат ензимите, не само што остануваат, него ги активираме ензимите додатно, така да добиваме и едно ензимско, освен што е витаминско, минерално и протеинско, ензимски оброк кој што Сега ги измилевме и лешниците. Да, лешниците ќе користиме еден дел од лешниците за валкање на бомбиците, за да имаат подобар изглед. Значи ќе ставиме малку на страна. Да. Вела дека за киноата ние сме зборувале во некои од нашите претходни изданија. Киноата велат е кралица на житарките и дека содржи најмногу железо. Но тука некаде се меѓу другото содржи најмногу железо. Тука некаде се сврстува и хилјада веднаш по неа. И сега рековме така. дека може да се комбинира и со овоше, може да се комбинира со зеленчук. Ние денеска правиме бомбици од хилјда, но кога ја комбинираме така хилјдата само сварена со овоше и зеленчук, дали претходно треба да биде искисната или може директно да се свари? Добро е да се откисне барем 2 часа, или добро да се измие, но добро е да се откисне. За разлика од просото, таа не содржи сапонини. Просото треба убаво да се измие затоа што содржи една состојка сапонин која што дава како пенливост. Пена, да. Хилјдата не содржи сапонин, меѓутоа добро е да се откисне затоа што има одредени делови кои што на нејзе, да речеме, ако е третирана со пестициди и слично, мада хилјдата е карактеристична по тоа што многу брзо расте, за разлика од пченицата, многу брзо успева, така да нема причина толку брзо да се толку многу да се третира, можеби еднаш најмногу до сега, мада јас сегаш користам органска проверена, така да може да се најде на пазарот, не се третира многу за разлика ако споредиме со пченицата која што е нели главна храна кај нас во Македонија, една од главните храни ни е пченицата. Сега ги треба уште малку. Треба да биде убаво измелено за да може да се направат нели? Да. За разлика од купениве, овие се домашно правени на домашен дехидратор, значи не содржат толку влага и не содржат воопшто сулфати кои што ги имат индустриските. И затоа се посуви, така? Затоа мора добро да се дехидрираат, затоа што не се користат никакви конзерванси за при нивното сушење. Кога се вака посуви, не е потешко во случајов да се измела толку ситно? Па не, ако имате добар блендер, никогаш не е проблем тоа. Еве сега ставаме и хилјдата. Можеме време да ги изчистиме и Дали јас урмите. можам нешто да ти помогнам? Може да чистиме урми од семка. Да ги ставиме директно таму, така? Да. Можеме директно во блендерот. Урмите се чиста состојка во твоите рецепти? Да, урмите се еден од Благите најдобрите рецепти. засладувачи. Да не користиме, например, мед, многу вегани не го сакаат медот, го рачунаат како животински производ, така да урмите се едно комплетно растително еден комплетно растителен рецепт. Може да се користи јаворов сируп, агаве сируп. Меѓутоа, мене урмата ми е многу добра како спојувач, затоа што е доста леплива и е многу добра баш за правење бомбици, освен тоа што е добра како засладувач. За да може да ги врзе овие состојки Да, кои да што може да ги ставивме. соедини онака како што треба. Во моментов само да им објаснам на гледачите и дадат фотографии од твоите рецепти кои што ги имаш на твоите профили, односно на Facebook страната.
и рецепти до кои што можат лесно да дојдат оние кои што те следат. Јас те замолив денеска да ни пратиш фотографии, чисто да покрај овој рецепт кој што денеска го имаме да покажеме и други кои што ти ги подготвуваш. Ке ни коментираш сега или сакаш откако ќе го направиме? Најдобро прво да го направиме овој рецепт, па комплетно можеме да... Пак тогаш ќе можеш малку да погледнеме од фотографиите. Ајде. Одиме со бр. Добивме едно брашно без тесто, кое што Да, и лична брашна. кој ќе го споиме со останатите состојки. Ќе видиме како ќе изгледа тоа како ќе се измешаат, или треба да се измешаат, Со блендерот веќе завршивме, сега да си направиме простор. Кога ги имаш и состојките и кога ги знаеш рецептите на памет, не треба многу време за да се подготви, така? Обично 20 на минути треба да се подготви. Ова е добро за сите мајки кои што сакаат дечињата да им бидат здрави, оние кои посебно кои што имаат слаба крвна слика, она што се случува сега со ситуацијата која што ја имаме, знаеме дека секој кој што прележал ковид има недостаток на железо. Да. Секое труење кое што е предизвикано во организмот го губи железото во крвта, така да многу повеќе треба да се конзумираат овие состојки, да не ги заборавиме зелените состојки, зелените намирници како што се спанаќот, руколата, марулата. Сега е баш период на нивна експанзија, да речеме, ова е период кога најмногу тие растат, најмногу ги одговара оваа температура. Летно време не можеме толку да ги најдеме, не се толку застапени. Да. Така да убаво е да се користат и тие како намирници. Сега може вака прво да го измешаме со лажица, а потоа може и со рака да се замеси. Јас да подготвам некои сатка што ќе ги Кај што можеме сервираме, да така? ги сервираме бомбиците, да. Сега за мерка јас никогаш секогаш од доко Да. не користам некоја мерка, меѓутоа сега вака можат сите оние кои што го подготвуваат, ако им дојде многу, да речеме, течно, може да додадат уште малку некој јатка сплот, може да додадат било што. Сега она што е исто интересно, додаваме целонски цимет за да даде мал шмек на бомбиците, да не бидат, да се почувствува и циметот како зачин, освен тоа тој е многу здрав. Нека да се готови се бомбиците и она што исто така може да се направи, да се стави хартија за печење на садот во кој што ги стават за да не им се лепи. Меѓутоа ако добро се извалкаат во лешниците или може во какао, кој како сака, може да се користи и рогач исто така. Значи тоа е опција да имаме избор во што сакаме да ги валкаме бомбиците и колку, иако ова е нешто што веројатно брзо ќе се јаде кога ќе го направат домакинките дома. Да, може малце и рацете. Тука видов маслиново масло. Може да се искористи маслиново масло за валкање подобро да не се лепат рацете. Ги правиме бомбиците. Ти ќе имаш таа чест да ја пробаш и првата бомбица. Да. Да пробам одма или да те чекам да направиш неког? Па пробај една, баш ќе ни го споделиш печатокот додека ги правиме останатите. Мислев дека се потврди. Не, вакви се, одлични се. Може би со самото стоење, затоа ги правиме помеки, со самото стоење ќе се изгуби таа влажност, ќе упијат останатите состојки сувото овошен или, затоа што сега тоа не е хомогенизирано заедно со смесата и најдобро е да остаат 1-2 часа и потоа да се користат, меѓутоа многу ретко остануваат 2 часа.
Така нели? Да, Одма се јадат и Одма јас се јадат. мислам дека ќе биде случај и кај нас. Веруваме и дома оние кои што ќе сакаат да го подготват, бидејќи како велиме, ова се од оние десерти, па може да биде и ужина, кои што се лапни, готни. Лапни, готни и се многу хранливи. Да, тоа што е важно. Ова, И се здрави. едно, 2 до 3 бомбици може да ја задоволат потребата за глад, значи оние кои што сакаат и вкусно и излегуваат доста, значи од сите смеси кои ќе се соединат, излегуваат доста бомбици, така да ова е доволно Колку да речем. излегуваат од дека? Па не знам, еве од овие ќе излезат Десетина. повеќе 15. десетина, 15. Од оваа смеса што имавме од прилика, имавме околу 15 на урми. Да. Имавме околу колку имавме, но немавме ни 100 грама хејда од прилика, која ќе накисне. Сега снимавме од Лешниците, да. лешниците, сега ќе направиме некоја друга комбинација, ќе Ние се имаме снајдеме. тука индиски оревчиња кои ти вршат работа, Вака. а може и сусамче. Овие Да. ќе бидат со сусам. Сусамот е исто така одличен. Може и Сусамот таква е комбинација. не знам. состојка која што е најбогата со калциум во природата, а за железото се знае дека е семето од коприва. Кога зборуваме веќе за железото пред малку, значи семето од коприва е она во природата што е најбогато со железо, мада и самата коприва и коренот од коприва содржат железо, така да и во овој период добро е исто да се конзумира. Да, и онаа позната комбинација на семето од коприва со мет и со Па да, орев или може и нешто во јаткавсто. бомбициве да се стави. А може и во Така да, бомбиците. исто така тоа е супер, може во смути, може секаде. Дека љупчените недостасуваат идеи и умешност да ги направиш истите рецепти, тоа е очигледно. Ние видовме и фотографии, јас би сакала да ги замолам од режијата да ги пуштим уште еднаш фотографиите, бидејќи гледачите ќе видоа, но чисто само да ги скоментираме што е што. Се е тоа здраво и се е со така здрави состојки. Ова се некои грицки. Да, ова се интегрални грицки направени од 4 семиња, поточно 5 семиња и ова се веќе гоџи бомбици. А ова се ова е друг рецепт, ќе ни го направиш Ова е некој друг следен рецепт, пат. Да, ова се гоџи бомбици. Овие се богати со витамин С бомбици. Гледам и чија има. Или нема? Да, има и чија семе. Добре. Ова е сирова торта од јагода и комбинација од јаткасти плодови и урми секако. Ево уште едни бомбици и ова е нешто исто така. Овие се бомбици со рогач. Така да овие се рецепти мои кои што сум ги правил некаде може пред 7 години кога бев основач на групата Здрави оброци за деца, се со цел да ги насочиме мајките да ги хранат своите деца со здрави оброци. Да. И тогаш споделувавме многу оброци. Меѓутоа сега во последно време ова се коцки од семки од тиква, овие се богати со цинк и горе се направени со сирово чоколадо. Ова е сирово чоколадо направено од какао и ванила. Бомбиците се готови. Само мал дел од твоите рецепти, денес подобравме да Ова е прикажеме сникерс, нешто домашен сникерс. Секако, значи во сите рецепти никогаш не користам рафиниран шеќер. Урми, ова е сирово чоколадо со сите можни јаткасти плодови да. и Фстак, лешник, мајшипинки, индиски внатре. оревчиња, да. Ова е исто некоја торта со фстак. Сите овие рецепти може да се најдат на твојот Facebook профил Љупче Бубетрајчев. Ова е сиров сладолед од јагода. Прашуваат гледачите каде и како, значи да им Да, кажеме. може да ги најдат на Љупче Бубетрајчев е мојот профил, My Nature се вика албумот, кај што споделувам доста рецепти и може да го прочитаат детално целиот рецепт, како е направен, што е направен, така да во секое време може да прочитат, ако нешто не ми е јасно, може да ми пишат порака, тука сум да им објаснам. Зборуваме и правиме бомбици, во случајов Љупче се разбери, и нашите бомбици се готови. Ова се бомбиците кои што се подготвени во утринската на Телма. И сега оние кои што Точно пропуштија, 15. Точно 15 лет, да.
Јас, значи, сум прецизна во тоа, да проценам колку од смесата ќе излезат, но 15 се доволно да во едно семејство од тројца, четворица членови да можат да се ги изедат наеднаш бомбиците, Да, и приготвено за 10 минути, ќе стават повеќе со 15. повеќе поголема количина од состојките. И оние кои што го пропуштија ова или ете сакаат да запаметат или да подсетат на што се ставивме во бомбиците, на нашиот YouTube канал Утринска на Телма се разбира ги имате и овој рецепт, но и останатите рецепти на Љупче Бобетрајчев и на нашите други гости нутриционисти кои што ни доаѓаат во студиото. Љупче, ти спомена дека во минатото имаш соработка за здрава храна за деца. Да. И ние во нашиот утрински дел со Нина зборувавме за тоа колку е всушност неопходна потребата да децата во денешно време се едуцираат што спаѓа по здрава храна, како треба да се хранат и зошто треба така да се хранат, бидејќи не знам дали прочите или не, постои едно истражување во Соединетите Американски држави кое што за жал е негативно за децата. Тие смета дел од децата кои што се анкетирани дека сланината и што беше уште нешто над вишлите, да компирите и помфритот се од потекнуваат, односно се месни производи според нив, а сланината е растение. Значи децата сметаат или некој ги учи или негде читаат дека тоа е така. Она што јас го најавував, него она што за кое што се залагав. Знаеш, уште одамна, уште пред 7-8 години од која се знаеме, да се воведе во сите училишта, да се воведе час по здрава исхрана и по учење на намирниците, која намирница што е, како се одгледува, каде се одгледува, зошто е добра да се јаде, да им се подигне свеста на децата. Децата учат толку предмети кои што се стварно немаат потреба да ги учат на толку мали години, меѓутоа во првите 3 години од своето образование многу е битно да ги научат сите растенија, оние кои што барем кај нас што може да се најдат, зошто се добри и како. Така на нив ќе им се отвори свеста, малку ќе им се прошири знаењето, дури може и во самите училишта да се направи една работилница кај што децата ќе се едуцираат како сами да ги приготват тие намирници, така да многу ќе научат затоа што здравјето е најбитно од сеа, а децата е најбитно да се хранат здраво затоа што во процесот на нивното растење се формираат нивните органи. Како ќе се изградат нивните органи зависи како тие понатаму ќе живеат и колку ќе бидат здрави. Гледаме сега во последно време дека многу млади деца од 15-16 години имаат болести кои што, да речеме, пред 50 години се јавувале на 60-70 годишни луѓе. Така да границата е изместена, хранливите состојки ги нема во храната која што се наоѓа по рафтовите и која што има рок на траење по 2 до 3, 4, 5 години. Ова што го правиме денеска, она што го кажав, многу се битни ензимите во самиот организам, многу е битно да се внесува сирово, затоа што во сировото се наоѓа животот и тоа фали во сите наши училишта. Министерството за образование наместо да наметнува родови еднаквост и некои други да ги учи децата што е тоа, да ги научи децата она што е есенција на животот, а тоа е да бидат тие здрави, затоа што здравјето е пред се, доколку не се здрави, колку и да се едуцирани, тие своето знаење не може да го искористат, не може да бидат полезни ниту за општеството. Нас ни требаат здрави луѓе кои што ќе функционираат онака како што треба да функционираат за да можеме и ние да функционираме. Така е, Љупче, имам уште многу разговор со тебе и уште многу теми кои што ќе ги отвориме веројатно во некои од следните изданија. Ти благодарам за нештото гостување, ти благодарам за превкусните бомбици и се гледаме следен пат со некој нов рецепт. Благодарам за поканата, се гледаме во некоја наредна прилика. Задоволството беше и мое.